Dobrodošli v učilnica. Jaz sem Ana Dionizijeva, nastavnik po predmetu inovacij v 9. oddeljenju v osnovnem učilišču Bratstvo Ostrogi. Uključen v новый час. Новый час включим за кратката биографија, сивите и мотивацијското писмо. Ке треба да научиме да направиме една кратка биографија или CV и самостојно да подготвиме мотивацијско. Што е CV-то? CV-то е еден вид на апликација или пак кратка биографија, односно збир од вештините, квалитетите, искуството и квалификациите што лицето ги стегнува до моментот на неговото пишување. Зборот CV потекнува или е кратен од curriculum vitae и потекнува од латинскиот избор за патеката на животот и обично представува кратката биографија на лицето кое го пишува CV. CV-то представува директен контакт или прв контакт со работодавачот, кој што ни возможува да ги стакнеме своите квалитети со цел работодавачот да вика на CV. Кога има огласа во вработување, доколку не постои апликација, тогаш се понаудира или пак се прикачува нашето CV или кратката биографија. Кои се најважните елементи на кратката биографија или CV-то? Едно CV треба да има своји лични податоци, образованието да биде внесено, професијата и кариерата, занимањето, практичната работа и работното искуство, добиените награди, постигнувањата и признанијата, специјалните вештини, истражувачки интереси, публикации или презентации, членство во спортски асоцијации и професионални асоцијации, хоби или и препораки. На овој слайд имаме еден темплейт, односно образец, на кој што ни објаснува како се пишува на кратко, една кратка биографија и веќе видиме дека почнува најпрво со личните податоци во кои што се внесува името и презимето, адресата на живење, телефонот, имейл адресата, националност, потоа посакуваната, втората секција не посакуваната вработување, доколку имаме работно искуство, треба да внесеме од кога до кога сме работеле во таа фирма, значи на која позиција сме работеле, името на организацијата во која што сме работеле. Во работно искуство може да се метне и практичната работа, исто така и волонтерство. Имаме третиот дел, ние образование и обука, се внесува датумот од кога до кога било образованието, типот на квалификации со кои што сме стигнале во текот на образованието или обуката, името и типот на организација каде што сме биле на обука, како и со што сме се стикнале. Тука доаѓа и делот каде што се наоѓаат персоналните вештини и компетенции, како и социјалните вештини и компетенции, организациони вештини и компетенции, технички компетенции и вештини, компјутерски вештини и други вештини кои што можете да ги наброите. Можете да внесете и презентации и публикации, доколку сте членови на некое професионално или спортско друштво, можеме да ги внесеме нашите интереси и да додадеме некои дополнителни информации за нашата биографија, односно за нашето искуство. Кратката биографија, да се подсетиме дека треба да биде краток документ, потребно да има 4 страници за помалку искусни кадри, 4 до 7 страници за лице со поголемо искуство, но не да се надминат 10 страници. Сега на оваа активност можеме да се подсетиме што представуваше CV-то. Вашата задача е да ги дополните празните места. Вториот дел од лекцијата е мотивацијското писмо или попознато cover letter. Мотивацијското писмо представува намерата и мотивацијата зошто аплицираме за тоа работно место и зошто сме одбрале токму таа компанија. Мотивацијското писмо често може да го пронајдеме како и писмо за аплицирање, писмо за пријавување, насловно писмо или cover letter. Најчесто мотивацијското писмо се чита при да се прочита CV-то и најчесто ова го чита самиот предпоставен,
кој ќе ни биде раководител доколку го добиеме работното место. Токму поради ова, важноста на мотивацијското писмо, лошото изработено мотивацијско писмо може да значи дека сивите нема воопшто да биде прочитани, а уште помалку да не повлекат на интервју да работат. Кои се елементите на добро напишано мотивацијско писмо и што треба да содржи? Прво нешто што треба да објасниме во првата реченица, зошто го пишуваме писмо. Потоа треба да ги наведеме нашите предности и слаби страни, односно да ги наведеме вештините и способностите кои ги имаме. Треба да образложиме зошто сакаме да работиме токму на тоа работно место или токму на таа работна позиција. Потоа треба да напишеме зошто токму ние сме тој кандидат кој што треба да не одбере со цел да ги покажеме нашите јаки страни и да бидеме дел од фирма. На крајот завршуваме со молбата за интервју или за средба. Всушност, во целото мотивацијско писмо, нашето CV ќе биде издвоено од другите и ќе биде прочитано со посебно внимание на крајот да бидеме повикани на интервју. И сега, што ќе правиме, што можеме да направиме? Може да направиме едно мотивацијско писмо со сите елементи што ги спомнавме. Значи, прво нешто треба да напишеме да објасниме зошто го пишуваме мотивацијското писмо, кои се нашите квалитети, зошто го бараме тоа работно место и на крај да напишеме и за домашна работа е да изработите самостојно CV или да внесете потребните елементи кои се потребни во изработка на кратката биографија или тоа. Ви благодарам на вниманието.